Индекс. Ексклузивни информации, проверени факти. Први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска. Добар ден, индекс на Радио Слободна Македонија, јас сум Маја Дамјановска, а денеска во следните 30 на минути разговарам со заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Добар ден, господине Спасов, фокусирани сте на мерките кои што се однесуваат на намалување на бројот на невработени во земјата, што е главен фокус на владата и владините политики. Она што на старт би сакала да го разговараме е за средбата која што се случи минатата недела. Економскиот тим на владата заедно со лидерот на ВМРО ДПМН, меѓу кои и вие присуствувавте на средбата со бизнисмените, членки на Сојузот на стопански комори, да слушнете какви се нивните барања, идеи во однос на подобрување на бизнис секторот и стопанството воопшто во земјава и подобрување на вкупната економија во таа насока. Што е она што го понудија бизнисмените кои што практично, како што најави лидерот на ВМРО ДПМН, ќе биде внесено во како најдобар предлог во изборната програма на ВМРО ДПМН следните избори? Најпрво, добар ден и добро ве најдов. Задоволство ми е да присуствувам во вашето радио, во вашата емисија. Нашата партија ВМРО ДПМН стана предпознатлива партија изминатите неколку години по начинот на функционирање, по начинот на кој што ја креираме секоја предизборна програма која што понатаму ни ја носи и победата на секој од изминатите избори. Граѓаните едноставно научија дека можат во ВМРО ДПМН да веруваат во она што ќе биде ветено, во она што ќе биде ставено во програмата, дека ќе биде реализирано. Ние програмата ја конструираме на тој начин што преку најразлични контакти, меѓу кои што најбитно со граѓаните. Преку досега организиравме изминатите неколку месеци голем број на средби во секоја општина и во голем број на населени места во Република Македонија, со цел да го слушнеме гласот на народот, да ги слушнеме потребите кои што ги имаат граѓаните и сето тоа да го преточиме во проекти кои што понатаму ќе бидат реализирани. Истото го правиме и во соработка со секоја од невладините организации, и со синдикатите, и со здруженијата на граѓани, со представниците на инвалидските организации, со бизнес заедницата. Таков настан беше и оној кој што се одржа минатата недела со Сојузот на стопански комори, од каде што искрено произлегува многу конструктивни идеи. Најпрво беше споделено она што е направено изминатиот период, она што го имаат побарано бизнисмените од оваа комора, владата го има реализирано. Барањата кои што се реализирани, во која фаза на реализација се, дали има потреба од одредена промена или пак од некој новитет во истите мерки, меѓутоа и многу нови проекти кои што ќе бидат дел од новата програма на ВМРО ДПМН, програма која што треба да ја донеси новата победа, бидејќи едноставно кажано ќе бидат сите барања на граѓаните, сите конструктивни идеи и предлози ќе бидат преточени во мерки и проекти со конкретни рокови, со добро одмерен и испланиран буџет, со начин на реализација, одговорни институции кои што понатаму ќе ги реализираат проектите после завршувањето на изборите, и сето тоа ќе влие за подобрување на животот на секој граѓанин во Република Македонија. Кога сме кај работодавачите, односно бизнисмените, а во таа насока и работодавачите, проектот Македонија вработува не само за невработените лица од сите категории на граѓани во Македонија, беше ги опфати и работодавачите со тоа што им понуди разни можности да понудат вработување на невработените лица во земјава, а за тоа да добијат своји бенефиции. Каков е интересот кај работодавачите во однос на овој проект и вкупно колку реализирани вработувања има од неговото стапување на сила?
Проектот Македонија вработува е еден од проектите, едно од мерките кои што ги реализира владата на Република Македонија изминатиот период, кој што директно им помага на македонските приватни компании. Овој проект во голема мера влие за подобрување на состојбата во македонската економија, влие за создавање на нови работни места. Овој проект директно им помага на македонските компании затоа што досега над 7700 компании ги имаат искористено поволностите од овој проект. Значајно е да се истакне дури 6830 компании кои што ги имаат искористено поволностите од проектот Македонија вработува се мали компании со до 10 вработени. Што е позитивно да се истакне бидејќи овој проект им помага на најмалите, им помага на оние кои што имаат и по еден и по двајца вработени да го прошират својот бизнис. Моторот на секоја економија во напредните европски држави па и во светот се токму малите предприемачите кои што работат секојдневно, кои што се борат и кои што создаваат обрт и приходи и создаваат и нови работни места. Токму Македонија вработува им помага на нив, досега пак влие за отворање на над 13.300 работни места. Ова е значајна бројка со оглед на период на примена на овој проект, кој што започна некаде кон крајот на април 2015 година и се уште трае отприлика 10 месеци е во примена без некој ден и резултира со 13.300 вработувања, што е на голема бројка. Ако земете дека категорија на граѓани се најопфатени, се најзаинтересирани за овој проект? Според категориите на граѓани реално се опфатени сите, меѓутоа ние и од самиот почеток на проектот, ако добро ви текнува, ние овој проект го започнавме со една помала мерка која што понатаму го иницираше проектот Македонија вработува. Некаде во март 2014-та ја воведовме мерката која што е 2 години во примена до март 2016-та за која што требаше да ги мотивира приватните компании да вработуваат млади лица до 29 години со една година ослободување од придонес. Оваа мерка почна да дава резултати и понатаму и го иницираше самиот проект Македонија вработува. Следствено на овој најголемо учество во проектот Македонија вработува се младите лица. Ако ги земеме и двете мерки, односно Македонија вработува и мерката за млади 1+1 која што е во примена од март 2014-та, двете мерки, двата проекти заедно имаат над 20.000 вработувања во овој период од година и десетина месеци, додека пак само проектот Македонија вработува, како што кажав, 13.300 вработувања, од кои што во Македонија вработува најголемо учество имаат младите до 35 години, односно вкупно 5240 вработувања се постигнати. Меѓутоа мене ме радува фактот што се офатени голем број на повозрасни лица. Ние ја офативме онаа категорија на лица од 35 до 50 години кои што дури 10 години беа без работа. Како резултат на ова 1700 лица од оваа категорија добија работно место преку проектот Македонија вработува. А над 2600 од прилика се лица кои што се над 50 години, што е показател дека овој проект им помогна и на оние највозрастните кои што нема друг излез, кои што не беа атрактивни на пазарот на труд и атрактивни за приватните компании. Сега компаниите имаат ослободување од 5 години за оние над 50 години кои што се возраст, па се до оние кои што се над возраст над 58 години до нивно пензионирање, што е големо ослободување. Ако земеме во просек дека околу 1500 евра заштедува една приватна компанија искористувајќи го овој проект, искористувајќи вработување преку овој проект годишно. За 3 години тоа може да биде околу 4.500 до 5.000 евра ослободување од плаќање на социјални придонеси за едно отворено работно место. Секако доколку се 10, нели, сумата се зголемува и сите овие средства приватните компании ги заштедуваат. Не ги плаќаат за социјални
придонеси, ова не им представува трошок, а за сметка на тоа го прошируваат собствениот бизнис, отвараат нови работни места и можат средствата да ги инвестираат во друга намена, во проширување на нивната компанија, во развој на нивната компанија или пак за други намени за кои што им се потребни тие средства. Што говорат статистиките за успешноста на мерките за вработување во период од 9 години? Еден од најголемите приоритети на владата на Република Македонија, па можеби најголемиот е создавање на работни места. Во 2006 година беше затекната една навистина лоша ситуација со над 38% невработеност во Република Македонија, со огромен број на луѓе без работа. При што сите овие мерки кои што се реализираат изминатите 9 години влијаат на континуирано намалување на невработеноста во нашата држава. Од месец во месец, од квартал во квартал, податоците покажуваат дека политиките кои што ги реализира владата на Република Македонија и во делот на странските директни инвестиции, и во делот на инфраструктурните проекти кои што секако дека отвараат работни места, сите објекти кои што се градат, автопатиштата кои што се градат и сите останати инфраструктурни проекти влијаат за отворање на огромен број на работни места на секаде во Република Македонија, а исто така и проектите, активните мерки и политики за вработување, па и проектот Македонија вработува влијаат за континуирано да се намалува невработеноста. За заклучно со третиот квартал од минатата година, односно 2015 година, според методологијата на Евростат, која што е најрелевантна европска институција која што ја мери невработеноста во секоја земја, да се намали невработеноста во Република Македонија на 25,5%. Ние очекуваме овој тренд да продолжи понатаму. Имаме конкретен проект во нашата програма од претходните избори за намалување на невработеноста во Република Македонија за 4 годишен мандат до 22% и тоа планираме да го стигнеме и да го престигнеме. Наша цел и понатаму и наш врвен приоритет ќе биде создавање на работни места. Така, тука ќе направиме кратка пауза за реклами. Индекс со Маја Дамјановска. Да разговараме за владините мерки и политики за намалување на невработеноста како приоритет на владата со заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски пред еден месец го најави проектот, односно беше отворен огласот за обука на млади за странски јазици и за компјутери. Има ли интерес кај младите и што им е овозможено со оваа обука, какви странски јазици ќе научат и до кој степен, до кој ниво? Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, како што кажавте, пред месец дена ја најави мерката за основни вештини по странски јазици, односно изучување на странски јазици и компјутери за млади лица до 29 години. Изминатиот период заедно со Агенцијата за вработување работевме на подготовка за реализација на оваа мерка, за во текот на вчерашниот ден да излезе јавниот повик за младите лица кои што не се вработени да можат да аплицираат и да ги искористат овие поволности кои што ги нуди државата. Планираме офат на 2000 млади невработени лица да учествуваат во овие мерки, односно 1000 да учествуваат во обука по странски јазик. Обуката може да биде по англиски, француски или пак германски јазик, може да биде среден, односно почетен, среден и високо ниво на обука, и исто така планираме да офатиме 1000 млади за компјутер, за обука по компјутерски вештини, односно Microsoft Office. Тука влегува Word, Excel, PowerPoint и сите останати алатки од Microsoft Office. Огласот трае се до пополнување на предвидениот број на места, односно се до офат на 2000 млади лица. Сите заинтересирани можат од сега па натаму да аплицираат и да искористат оваа
шанса. Ние и во минатото реализиравме слични обуки. Најчесто има интерес или пак доволен интерес да го реализираме планираниот број на обуки. Секако дека Агенцијата за вработување и ќе ги на најразлични начини и методи ќе ги информира младите невработени лица за оваа можност. Едноставно, најголемиот број на работодавачи при отварањето на работни места како неопходен услов за вработување го бараат да лицето кое што го вработуваат да знае, да има познавања за одреден странски јазик, најчесто е тоа англиски, и познавања за компјутерски вештини, најчесто за Microsoft Office. И токму поради тоа го распишавме овој оглас и го реализираме овој проект со цел младите кои што ги немаат овие вештини или пак можеби имаат, а сакаат да ги надградат. Некој може познава англиски јазик почетно ниво, сака да напредува и да се запише за средно ниво, да им го возможиме ова бесплатно и без никакви трошоци, да се здобијат со сертификати кои што понатаму и ќе им помогнат во процесот на барање и наоѓање на соодветно работно место и исто така ќе им помогнат да бидат поконкурентни на пазарот на труд. Покрај фокусот на младите и фокусот на невработените лица од сите категории и сите возрасти, со владините мерки и политики сте фокусирани на најмладите и на најстарите. Активни се огласите за изградба на приватни градинки, но и на домови за стари лица. Постои ли интерес? И што е она што го нудите? Пред отприлика 2 години започнавме со пакет на поволности со кои што како влада сакавме да ги мотивираме приватните инвеститори да го зголемиме најпрво нивниот интерес, а потоа и да влијаеме за зголемување на инвестициите во делот на изградба и отворање на приватни домови за стари лица и приватни градинки. Се одлучивме да го намалиме, да ја намалиме цената на градежното земјиште со почетна цена од евро метар квадратен, да ги намалиме комуналните такси за 95% за изградба на вакви објекти и да создадеме можности да учествуваат во поволните кредитни линии на Македонската банка за поддршка на развојот, каде што има реално најниска камата во Република Македонија, најдолг грејс период и да учествуваат во мерките за вработување. Се тоа влијаеше за се зголеми интересот, меѓутоа и во изминатиот период и бројот на ново отворени приватни градинки и приватни старски домови. Со зголемување на бројот на овие објекти се зголемува и конкуренцијата, се зголемува и подобрува и квалитетот на услугите кои што го даваат овие приватни установи, влијаат исто така и на отворање на нови работни места. Секоја отворена приватна градинка или пак старски дом носат од 5 до 10 нови вработувања, а најнакрај пак и го зголемуваат бројот на места во детските градинки и во старските домови. Со цел да влијаеме да продолжи овој тренд на зголемување на овие установи, се одлучивме од оваа година да започнеме со еден проект за едни средства односно грант средства во повисок износ за приватни градинки, грант во износ од 10.000 евра, а за старски домови грант во износ од 12.500 евра за отворање на ваква приватна установа. Со тоа што оние кои што ќе сакаат да ги искористат овие средства да имаат обврска да создадат капацитет од 40 легла и да имаат минимум 4 вработувања. И се тоа ќе влијае за зголемување и понатаму на бројот на детски градинки. Планираме да финансираме минимум 10 приватни детски градинки оваа година да се основаат нови, исто така 10 старски домови кои што би требало да се формираат во текот на 2016 година. Исто така и овој проект ќе влијае на продолжување на зголемениот интерес за вакви инвестиции. Така, има ли интерес за мерката за општо корисна работа со која им се помага и на општините, но и на 200 невработени лица од социјален ризик? Оваа мерка ја реализираме изминативе 3 години. Има интерес кај општините, најголемиот број на општини аплицираат за оваа мерка. Тие ангажираат лица кои што се во социјален ризик преку оваа мерка за одредени општински услуги кои што ги нуди самата локална самоуправа, за помош и нега на стари лица, за помош на лица со инвалидност, за друга општо корисна работа и
се уште трае повикот, меѓутоа интересот е голем и од година во година се зголемува и Колку надоместок месечно добиваат овие лица? овие лица добиваат месечен надоместок од 6.200 денари, односно извинете од 7.000 денари за скратено работно време. Така. На почетокот на февруари, место да продолжиме со прашање, ќе направиме една кратка пауза, со оглед на тоа што терминот за кратка пауза е дојден. Индекс со Маја Дамјановска. Да, продолжуваме со разговорот. Диме Спасов, заменик министер за труд и социјална политика, е гостин во Радио Слободна Македонија. Господине Спасов, на почетокот на февруари најавивте мерка наменета за мали и микро предпријатија, се финансираат 1500 евра за нови вработувања. Што точно значи оваа мерка? И до кога трае огласот? Ова е мерка која што исто така насочена за микро и малите компании. Тие имаат можност во текот на овој месец да аплицираат за грант од 1500 евра за до 3 вработувања, односно до 4500 евра за овие 3 вработувања. За грантот се однесува за опрема и репроматеријали. Тие можат со овие средства да набават опрема и репроматеријали кои што не смеат во одреден период да ги оттуѓуваат и имаат обврска да вработат невработено лице од евиденцијата на Агенцијата за вработување, кое што треба да го задржат на работа минимум една година. За оваа година очекуваме да се реализира предвидениот број на вработување. Оваа мерка е една од поуспешните која што дава резултати најчесто и после завршувањето на обврската која што ја имаат приватните компании, лицата кои што се ангажирани преку оваа мерка остануваат на своето работно место и продолжуваат да работат во компаниите. 20 лица ќе бидат вработени преку оваа мерка или? 100 лица ќе бидат вработени. Неодамна на увид беше и реализацијата на оперативниот план за вработување за 2016 година. Содржи 28 мерки. Колку се планирани директни, колку индиректни вработувања со оперативниот план? Сите овие мерки за кои што накратко разговаравме за време на ова интервју и многу повеќе се дел од годишниот оперативен план за активни мерки и политики за вработување. Оваа година содржи 28 мерки. Имаме обезбедено буџет во износ од 710 милиони денари, кои што треба да помогнат во отворање на 8700 работни места во периодот на 2016 година или пак во сите обуки, мерки и активности кои што ги превзема Агенцијата за вработување заедно со Министерството да учествуваат над 13.000 невработени лица. Зборуваме во директните мерки за вработување. Оперативните планови ги реализираме од 2007 па наваму со буџет годишен од прилика помеѓу 8 до 11 милиони евра, зависно од година во година. За оваа година 11,5 милиони евра. Им помагаме пред се на македонските компании, меѓутоа и на невработените лица во Република Македонија, и сите овие мерки влијаат за создавање на работни места. Планот кој што го имаме за оваа година е секој од мерките да си го оствари, да ја оствари својата цел. Мерките се поделени на директни грантови за основање на приватни компании, како што е мерката за самовработување. Оваа мерка која што ја споменавме сега за поддршка на микро и мали компании за отворање на нови работни места, меѓутоа исто така и мерки за субвенционирано вработување и за обуки за невработените лица. Најчесто невработените лица кои што подолго време се без работа и најчеста причина за тоа е поради недостаток или недоволно познавање на одредени знаења и вештини кои што се побарувани на пазарот на труд. Ние преку субвенции за оваа година за приватни центри за обучување, односно приватни компании кои што сертифицираа програми за обука, им овозможуваме на невработените лица 3 до 4 месеци да бидат континуирано на обука, меѓутоа во реални работни услови на механизацијата и во производствените капацитети на приватните компании, да научат да ракуваат со оваа механизација, бидејќи самите приватни
приватни компании најчесто имаат потреба од дополнителни вработувања, токму лица кои што знаат да ракуваат со одредена опрема и како пример е производство на мебел, имаат потреба да вработат лица кои што знаат да ракуваат со CNC машина, тоа е компјутерска машина која што ги обликува парчињата на дрво и имаат континуирана побарувачка на ваков кадар. Преку обуките ние овозможуваме и им плаќаме на приватните провайдери, односно на компаниите да обучат невработени лица, затоа невработените лица добиваат соодветен сертификат и исто така им ги покриваме трошоците на овие лица кои што ќе учествуваат во обуката за храна, за превоз и за нивно осигурување. Понатаму најуспешните и оние кои што се наангажирани најчесто и се вработуваат во самата компанија каде што биле на обука, меѓутоа и останатите кои што немаат да вработат во истата компанија се многу поконкурентни на пазарот на труд, бидејќи добиваат сертификат за ракување со одредена машина за која што уште 10 или 20 фирми во одредена општина или околина бараат вакви лица и тоа им помага на невработените побрзо да стигнат до работно место. А која е најатрактивна, која е најуспешна мерка до сега? Па јас би издвоил мерката грант за самовработување. Од идеја до бизнис го носи насловот. Оваа мерка ја реализираме од 2007 година во соработка со UNDP. Започнавме со грант средство од 3000 евра, од година во година ја унапредуваме мерката и за најиновативните бизнис планови на невработените лица предвидуваме и поголема финансиска поддршка, исто така им даваме плюс 1500 евра за уште едно вработување доколку нивниот бизнис план покаже дека имаат потреба. Оваа мерка помогна до сега да се само вработат над 7000 лица или пак помогна во создавање на 7700 приватни компании во Република Македонија. Ние во текот на годината најчесто бараме успешни примери со цел да ги мотивираме невработените лица кои што имаат одредена бизнис идеја, кои што сакаат да се самовработат, сакаат да ја реализираат бизнис идејата, сакаат да основаат собствен бизнис, да ги мотивираме да го направат тоа, бидејќи можностите се тука. Некој можеби ќе рече 3000 или 4000 евра се мал бизнис, меѓутоа верувајте, од 7700 компании кои што изминатите неколку години се формирале со оваа мерка, над 80% се уште постојат и работат и голем дел од нив и напредуваат. Има како пример ќе земам пекарата во Прилеп. Човекот почнал со еден вработен, сега гради во индустриската зона нова фабрика, има над 15 или 20 вработени на вистина солидно работи. Има вакви примери повеќе. Оваа мерка им помага на невработените да се самовработат, меѓутоа и со текот на времето и да го прошират својот бизнис, да отворат и нови работни места и исто така и да влијаат на развој на економијата и на намалување на невработеноста во Република Македонија. Угостот за самовработување со грантови од 3 до 4000 евра заврши првиот, кога ќе биде објавен вториот? Првиот дел од овој оглас заврши. Ние за оваа година имаме планирано да поддржиме формирање на 920 бизниси кои што треба да отворат нови 1000 работни места. Првиот оглас траеше до минатата недела, аплицира над 1400 лица, од кои што најквалитетните 500 бизнис планови ќе влезат во процес на рангирање, ќе бидат рангирани и понатаму ќе влезат во квалификација за да им се дадат овие средства за набавка на опрема и репроматеријали. Очекуваме следниот јавен повик да излезе во текот на месец мај и со тоа да оваа мерка да искористат уште околу 420 невработени лица за реализација на нивниот бизнис план и целосно да го заокружиме овој проект за 2016 година со над 1000 постигнати вработувања. И за крај, што им порачувате на сите оние кои што се невработени и кои што сакаат да оформат собствен бизнис?
Јас би сакал да истакнам само дека процесот на барање работа не е едноставен, не е лесен. Не е лесно да е човек без работа, меѓутоа во секој случај не сме некој кој што сака да работи, не сме никогаш да се откаже. Може при првиот обид или при вториот обид да не успее да дојде до работа, меѓутоа мора да продолжи да се труди. Има голем број на отворени огласи во моментот. На веб страната на Агенцијата за вработување, која што ја надградивме, ги има сите огласи кои што во моментот се објавени. Можеби над 6000 отворени работни места има во Република Македонија во овој момент и секој може да провери на avarama.gov.mk, да оди по општини, да ги види огласите, може и електронски да аплицира на истите. Сите бараат сите приватни компании бараат мотивирани лица кои што сакаат да работат, кои што познаваат вештини. Лицата кои што сакаат да дојдат до своето работно место, покрај тоа што треба да бараат работа, треба и континуирано да ги надградуваат своите вештини, работното место ќе стигне. Исто така да ги користат и мерките кои што ги нуди државата, бидејќи државата субвенционира вработување, субвенционира обука, им помага и на компаниите и на невработените лица. Многу од нив или пак над 36.000 до сега од 2007 од кога ги реализираме овие мерки до 2015-та се вработиле преку овие мерки за вработување. Тие даваат резултат, меѓутоа мора да се учествува во нив. Не може никој од дома некого да викне за да го натера да учествува. Мора да се аплицира, мора да се оди на обуките, мора да се вложи и труд и дел од своето време и секако резултатите сами по себе ќе си дојдат. Министре Спасов, измина времето предвидено за нашиот разговор. Ви благодарам што бевте дел од Индекс на Радио Слободна Македонија и ви посакувам убав ден. Ви благодарам и јас на вас и вие имајте убав ден. Индекс со Маја Дамјановска. Да, уште неколку информации пред крајот на денешната емисија. Собранието на Република Македонија со 63 гласа за и 1 воздржан го донесе дополнителниот закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции, со кој се овозможува користење на екстракт од канабис за медицински потреби и истражувачки цели. Претениците едногласно и без расправа ги поддржа и законите за изменување и дополнување на законот за работно време, задолжителните одмори на мобилните работници и возачите во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај на законот за превоз во патниот сообраќај и на законот за скијалишта. Со 61 глас за, 12 воздржани и 1 против, поддржана беше и програмата за одбележување на јубилејни годишни значајни настани и истакнати личности во Република Македонија за 2016 година, а седницата ќе продолжи и денес во 12 часот. Собранието на вчерашната седница ги усвои и измените и дополнувањата на законот за лизинг по скратена постапка, со кој се овозможува слобода на избор на договорните страни, кој ќе го врши запишувањето во посебниот регистар. Со измените се предвидува барањето за регистрацијата на предметот на лизинг во посебниот регистар во Централниот регистар, освен давателот на лизинг да може да го врши и корисникот на лизинг или нотарот. Исто така, барање за запишување на секоја промена во договорот за лизинг, како и барање за бришење на предметот од посебниот регистар во Централниот регистар, освен давателот на лизинг да може да го врши и корисникот на лизинг, а субјектот кој ќе врши запишување да се определи во договорот за лизинг. А за 60% е зголемена премијата од земјоделското осигурување лани. Субвенциите што ги дава државата за оваа намена го даваат позитивниот ефект. Од осигурителниот сектор информира дека расте интересот кај земјоделците да ги осигураат своите посеви. Вела дека најчесто проблеми се јавуваат со некомплетната документација на земјоделците, поради што брокерите не се активни на терен. Од платежната агенција вела дека иако од година во година бројот на баратели за субвенции на осигураните посеви се зголемува, интересот не е на задоволително ниво. Лани биле поднесени околу 4000 апликации. Државата кофинансира 60% од трошоците за полиса, но не повеќе од 150.000 денари по корисник. Годинава се обезбедени 70 милиони денари за оваа намена. И така, ова е последната информација во Индекс. Јас сум Маја Дамјановска, уредник и водител на Индекс во продукција на Радио Трговско друштво Радио Слободна Македонија. Денеска е 23 јануари. Се слушаме повторно за една недела. Ви посакувам убав ден. Индекс.
Ексклузивни информации, проверени факти, први до граѓаните и бизнисот. Со Маја Дамјановска.